chicks like you. Give us a good name, use your body for the fame game. Се чини дека долго очекуваниот филм The Great Gatsby со себе носи многу изненадувања. За целите на филмот, чија премиера е закажана за 10 мај на Канскиот филмски фестивал, Бионсе и Андре 3000 го препеале хитот Back to Black на поп дивата Еми Вајнхаус. Саундтракот на филмот го продуцира Jay-Z, а неговата сопруга ќе отпее една numera. Песната на Еми нема да биде единствената преработка во филмот. Со месеци се најавува и големата обработка на Life is Blindness на U2. Покрај талентираниот Леонардо Ди Каприо, костумите со потпис на Прада и саундтракот на кој работеше Jay-Z. Во овој величествен филм ќе имаме прилика да ја слушнеме и интересната обработка на песната на Еми Вајнхаус. Портпаролот на Бионсе изјавил дека ова е сосема поинаква верзија на номерата Back to Black и дека сигурно ќе биде доста слушана. Легендарниот британски рок бенд Rolling Stones ги објави деталите за својата најголема турнеја во последните 6 години, на која што ќе настапат во Северна Америка и Велика Британија, откако минатата 2012 година се вратија на сцената, одбележувајќи ја 50 годишнината од формирањето на групата. Членовите на Rolling Stones изјавиле дека ќе ја започнат својата турнеја под наслов 50 and Counting во Лос Анџелес, Соединетите Американски држави, но засега не е утврден датумот. А потоа на 5 мај ќе свират во Окленд, Калифорнија и во 8 други градови, меѓу кои се и Торонто и Лондон, каде на Хайд Парк ќе свират на 6 јуни годинава. Старите рокери на северноамериканскиот континент, освен во Лос Анџелес, ќе настапат и во Сан Хозе, Лас Вегас, Торонто, Чикаго, Бостон и Филаделфија во мај и јуни, а влезниците во продажба ќе бидат пуштени од 8 април. По повод 50 годишнината, бендот објави и колекција од своите најголеми хитови, документарен филм, книга со фотографии и потоа кон крајот на месец март на својата интернет страница објави нова концертна активност по долги години абстинирање од светските подиуми. На четвртиот албум на Карла Бруни, Little French Songs, кој е пуштен во продажба на 1 април, се наоѓа и една numera во која поранешната девојка на Мик Джегер пее за лудите забави со фронтменот на групата Stones. Новиот албум на италијанско-француската кантавторка, актерка и поранешна манекенка Карла Бруни предизвика бројни полемики поради необичните текстови. Сопругата на поранешниот претседател на Франција Никола Саркози во песната пее за Дубровник, за Мик Джегер и за Кит Ричардс. Поточно Карла пее за забавите до доцните часови со поранешното момче Мик Джегер и за веселбата во куќата на Кит Ричардс и тогашната негова девојка Анит. Иако во песната се споменува Дубровник, се уште не е познато дали поранешната прва дама на Франција некогаш го посетила овој град. Четвртиот албум на Карла Бруни, на кој му предходи одлична кампања, за помалку од 24 часа откако е пуштен во продажба, предизвикал голема заинтересираност кај љубителите на музиката. Откако вчера низ светските медиуми прострои информацијата дека Анџелина Џоли финансира училишта во Авганистан и доби пофалби за незината хуманост. Сега и поп дивата Мадона се реши на ваков чекор. Дали само за да добие пофалби или да им помогне на децата од Авганистан, не е важно. Важно е што девојчињата во Авганистан ќе имаат каде да се образуваат и да бидат згрижени. Пејачката Мадона планира да продаде една апстрактна слика која ја поседува повеќе од 20 години, а парите, исто како и Џоли, ќе ги донира за финансирање на училишта во Авганистан. Мадона ја продава сликата Три жени на црвена маса од францускиот сликар Фернан Леже. Се очекува сликата на 7 мај на аукцијата во Стоби во Њујорк да достигне цена од 5 до 7 милиони долари. Мадона изјавила дека сака да продаде нешто вредно за нешто што нема цена во земјите во кои образованието на жените е реткост или воопшто не постои. Пејачката сликата на Леже ја купила на аукција во Стоби во 1990 година. Три жени на црвена маса е сликана во 1921 година, како дел од серијата слики на кои се представени жени во композиции на мртва природа. Властите на 6 европски држави за заштита на личните податоци, меѓу кои е и Француската национална комисија за информатика и слобода, одлучиле да започнат репресивна акција против Google за непочитување на заштита на лични податоци.
Причина за акцијата е фактот што пребарувачот не смени ништо за заштита на доверливоста на податоците и покрај барањата на власта, пренесуваат француските медиуми. Тужби против Google ќе поднесат Франција, Германија, Италија, Холандија, Шпанија и Велика Британија. Chicks like you give us a good name, use your body for the fame game.